И здраво на сите и добро дојавте во моето ново видео. Како што гледате денес по насловот, ви снимам како учам јас, кој метод го користам, како од многу добар успех стигнав до одличен. Не дека јас не учев, ама ми беше тешко средно, затоа што сите така велат, знаете, потешко е средно и навистина ми беше на почеток, ама како јас си го олеснав тоа со овој метод. Ова не е метод, не е оние, знаете, соуп и некои такви познати. Соуп не е за учење, мислам дека. Не е за учење, нема врска, некои такви методи, знаете, за учење, што се популарни, што ги има на интернет и сето тоа. Тука јас имам свој начин, како мене ми одговара, како јас подобро разбирам и како мене ми е подобро според тоа како се познавам, што сакам, како сакам и сето тоа, како јас учам, така да ми имавте побарано ова видео да ви го снимам. Тоа што можам уште сега да ви го најавам е тоа дека ќе има темохол заедно со мојата сестра, заедно ќе снимаме темохол. Таа ќе донеси своји пакети, јас мои. Се надевам дека ќе стигнат во исто време и дека заедно ќе ги снимиме. Ако не, тогаш само незините, моите во едно, незините во различно. Почнеме веднаш, да ви кажам прво што правам јас пред да почнем да учам, затоа што имам пред, додека учам и откако ќе научам. Пред да учам, јас најчесто и скоро секогаш сакам прво да си ја средам собата и овде да ми биде се средено, за да некогаш се случува нормално да треба да учам, кога собата да ми е хаос. Тоа е кога се брзам, пример, или па кога немам време, па морам веднаш да земам да учам. И ви покажам како изгледа мојот планер за учење, си го купив од Jumbo. Значи, обавезно вода да имам, но затоа што јас учам со зборување, гласно си го кажувам тоа, и затоа сакам да сум сама, да е тишина и јас да си зборувам, да си раскажувам се сама. Во овој случај денес имам и овошје, затоа што лубеница и мандарина. Се да ви покажам што користам за учење. Маркери, ножици, целотейп, вакви ноутс во бои. Треба си купам, немам повеќе, како што можете видите, малце е. Ленгирчиња, боици, фломастери, се имам овде, значи ова ми е се и се што кесе. После го имам моето помало кесе кој што го носам на училиште и во кое што има стила и молив и гума и нешто такво, некои ситни што ми се обавезно потребни за на училиште. Некогаш го носам и ова, но не секогаш. Кога ќе ми треба и кога ќе мислам дека ми треба. Не ги забораваме наочарите. Без наочари не можеме, затоа морам да ги носам. Сега ќе ви го покажам мојот планер, кој што ви го препорачувам 100% да си земете. Мојот планер е тежок и не е ретко, ама не го носам секој ден. Само кога ќе ми треба, пример, кога ќе наместо да носам тетратката по тој предмет што сум учела, кога не ми треба затоа што сум правела план, каде што лекцијата ми е многу поразбирлива и раскажана на мој начин, тогаш не носам само ова и ми се има случувано да носам пример само 2 тетратки во еден ден, а во ова да ми е се буквално за учење за неколку предмети. Овде пишува 5 затоа што има 5 предмети. Тоа не значи дека по другите имам 10 предмети, едниот е физичко, другиот пракса. Пракса и физичко не се рачунаат, 8. Така да во другите 3 или учам само од презентации затоа што не пишуваме на училиште, како што е на пример биологија, ама имам и биологија тука, не знам, се снаоѓам некако. Се случува ретко тоа, така да овде се потешките предмети како биологија, диетотерапија, офталмологија, оптички мерења, очна оптика и тоа, и очна оптика. Така да тоа се тие потешки предмети. Се надевам дека добро се слушам, затоа што микрофонот морам вака да го чувам. Инаку како ќе зборувам, не знам. Ова ми е првиот предмет по кој што направив план во овој планер. Ми е по овој предмет, оптички мерења. Не изгледа нешто сјајно, ама окей. Ево како изгледа, тогаш ви снимив видео, ама морав да го избришам затоа што имаше нека поважно видео што требаше да го снимам, а ќе немав место и плюс планирав да ви снимам поубаво. Еве како изгледа. Надам дека се покажува. Треба со задна да ви покажам. Значи, ја имаме текст, имаме равенки, имаме многу работи. Се ќе покажам биологија. Како ми е сето натрупано, како ми е сето фул. Ево како изгледа биологија, значи само чисто онака пишувам за ако некојаш пример прилистувам да знам. И ево како изгледа биологија. Како што гледате овие вакви кои што ми се пишувани од страна, тие се на час кога сум го носела планерот, па сум запишала да не заборавам.
како на пример го немало тој збор во презентацијата објаснато како што го раскажа професорката на час. Така да имаме тука некои вакви малце поестетик се обидувам да биди за да ме инспирира и мотивира за да учам. Ова сето го научив и веќе добив 5 за сето ова, така да сум многу хепи и да знаете кога и да добијам 5, тоа не е моја заслуга, ниту јас нешто што сум правила, туку сето тоа е помош од Бога, затоа што јас ви кажав од многу добра дојдов на одлична, така да не бев нешто окей, тоа многу добра не знам не беше како што треба, затоа сум сега уште подобра од тоа што бев. Ова не ми е нешто средено како што можете да видите, затоа што го пишував еден ден пред тестот, кога учев, затоа што така ми дојде, еден ден пред тестот да учам, ама пред тоа имав учено неколку пати. Овде ги имаме витамините, ако некои и болести за недостаток на тие витамини и запамтив да така да ако ме интересира можете да видите. Овој предмет е се за храна и на овој добив 5 и за тоа можам да кажам. Овде почнав, ама сепак учев тоест не учев, се треба да учам. Така да денес треба да учиме по овој предмет, немам напишано овде, така да се заедно ќе напишеме, очна аптика се вика. Сум почнала, ама не сум довршила, така да треба да учиме сега овде и тука ќе биде се денес. Така да можеме веднаш да почнеме. Скроз го заборавив микрофонот, се надевам дека тоа не беше грешка. Сакав да кажам дека исто така треба да учам македонски, но македонски немам место, односно ниту пак испланирано за да ми биде тука. Односно имам веќе направено прашање за по македонски, само треба да ги научам. Така да тоа немам што да ви покажам, но за овој предмет треба да правам план. Инаку по двата предмети треба поправам затоа што добив 3. Тоа не значи дека еве и ова да ви биде мотивација да знаете дека кога ќе добиете слаба оценка, не треба веднаш да се откажувате, ниту пак да бидете безнадежни, затоа што за се има решение и се може да се поправи. Мислам, не се, ама работите кои што може да се поправат, можете да ги поправите. И додека имате време, најдобро е на време. Ајде веднаш да започнеме. Јас сега ќе отворам презентациите кои што професорката не ги пушти за учење и едната се вика градба на око и учиме за окото. Yes. Очна оптика се вика овој предмет. Другата презентација се вика обвивки на очното јаболко. И има уште нешто, ама не се гледа. И формирање на лик. Сега почнеме со градба на човечкото око, затоа што таа е баш големка. Не е голема, ама има многу информации. Уште би стои витамини, презентацијата уклучена од биологија кучев. Биологија, ако ве интересира, учевме за витамини, протеини, масти, нуклеински киселини, за хомеостаза, ензими и така натаму. Еве презентацијата. Само ми звонеше некој чупе од класот, така да се чудам да му се јавам неа и да наместам овде да ме гледате додека учам и почнуваме. Тука сме, еве презентацијата. Еве како изгледа планерот. Почнатото ми е, се мислам дека ќе треба да раскажам за сите овие. Тоа не знам, овие работи ги знам и обвивките на ова. Надворешна, средна, внатрешна, што би зборам кога не ги знаете тие работи. Добро, тие шуче со мене, нема врска, значи се за око учиме денес. Мајка ми направи макарони и сега многу убаво мирисат, не можам да издржам, ми се јади. Сега прво си ваѓам сино стило. Тие се трите бои на стила што ја користам. Сино, црно убавезно и црвено убавезно. Значи сите ми се убавезни. Ако немам едно од овие стилата, толку. Учењето нема да биде како што треба. Исто така како на мини-фломастери, ама некој се случува да немам, па тоа и не е толку опасно. Сега прво ќе разгледам презентацијата, ќе прочитам што има, како има, за да знам дали треба пример да објаснам за овие што веќе ги имам напишано, па да допишам под нив или да продолжувам понатаму.
и мислам дека и тетрадката треба да се земам. Не мислам туку сигурно. Лубеницата е одлична. Еве мојата тетрадка. Така да сега судам да ја прочитам презентацијата и се гледаме од кога почнеме да пишеме. Искрено да бидам со вас, го користам и ChatGPT. Кога веќе постои, не го користам за препишување или пак за раскажување нешто, ама да ми биде уште појасно, за да не се мислам 5 сати, да не се думам што е како е. Сакам да пребарам и да го прашам ChatGPT, ако немам да најдам на интернет, го прашам ChatGPT, ама сега директно кај него ќе појдам, затоа што немам време толку да се. ChatGPT, видовте дека не може секогаш да му се верува и дека не секогаш кажува точно. И дека може да се искористи, дека треба да се искористи интернетот некогаш, кога нешто не ве е јасно, а не само да го научите на памет. Затоа е многу важно детално да се направи ова видео и затоа ќе ве замолам, ако навистина сакате да гледате, и ако навистина сакате промена во учењето, гледајте го видеото цело. Предзирни делови ги пишувам со сино сега, учна водичка. Ќе напишам по нешто и за нив ако треба. Значи што е така, ги исполнува шупливите што се наоѓаат пред и зад ирисот, односно предната и задната очна комора. Само кратко ќе напишам, ова што пишува дека ги исполнува предната и задната очна комора. За леќата нема што да кажам. Мислам има, ама нема потреба. Знам кај се наоѓа. Измеѓу стаклестото тело и ирисот. Ирисот шо е? Шо е ирис бе? Оти јас мислев дека ирис е не леќе туку шареницата. Епа тоа изгледа. Што е ирис? Ека прашаме ChatGPT. Што е ирисот? Thanks for trying ChatGPT. Ирисот е обоениот дел на окото. Па шареницата де? Добро сум напишала. На тесто се мислев, оти знам дека постои пупил и ирис. Има појти се смисла да е пупил црнката, а ирисот шареница, затоа што јас и другарка ми има во ходниците такви слики од око во училиштето и ги гледавме нив и знам дека се обидувавме да запамтиме да видиме нешто, ги гледавме и не беше смешно дека пупил се вика. Зашто имаме еден таков прекар Пупин. Има и такво и школо Пупин. Мислам не е наш прекарот, ама го знаеме дека постои. Да така да се мислев и добро што сум напишала и точно сум напишала, да така да се радвам. И стигнав до самиот оде толку темно, самиот крај. Нема повеќе. Стаклесто тело, еве го, тоест оптички нерв е последен слайд. И еве сме сега следниот ден. Сношто ви покажав дека напишав до овде, ако се чудите зошто ништо не напишано тука, затоа што треба од тетрадка ова да се учи. Имаме многу подолго, појасно и поразбирливо напишано за таа. Еве сега ќе покажам. Еве нормален вид. Формирање на лик, тоа го знам, реков уште сношти ова. И уште една лекција ова за вешби. Сум дека нема поќе. Добро, јаве се вешби. За така да сега јас почнувам со читање конечно. Денес сме 10, сега сме 10:10. Јас во 11 треба почнам да се спремам, да така да веднаш почнувам со учење. Потоа одам на македонски. И тоа беше тоа денешното видео. Се надевам дека ви се допадна и дека ви помогна колку толку. Тоа беше начинот како што јас учам. Така да се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк. И ако имате некои вакви слични прашања, пишете ми во коментари или нешто што ве интересира во врска со што било. Да така да се гледаме во наредното. That means you're extra